Засилената динамика за завршување на постоечките инфраструктурни проекти, но и плановите на владата за отпочнување нови ги разгори страстите во Бугарија. Бугарите бараат нивната влада да се посвети на инфраструктурата како што тоа го прави македонската. Локалните власти се жалат до централните, зошто владата во Бугарија не презема чекори за изградба на автопат до Македонија, кога Македонија прави се. Како што пренесува бугарската телевизија БНТ, општинските советници од Кюстендил и останатите општини од регионот кој се поврзува со Македонија преку коридор 8 потпишаа декларација со која бараат брза изградба на патниот правец од Дупница до граничниот премин Гуешево со Македонија. Стравуваат дека Македонија може да ги насочи средствата кон други приоритети. Општинските советници стравуваат дека Македонија се обидува да ги пренасочи европските средства наменети за коридорот број 8 во друг паневропски транспортен коридор преку Србија. Бугарските власти обвинуваат дека Македонија е таа која не сака изградба на пругата кон Бугарија, како и на автопатот кон бугарската граница. Ова го демантираше вице-премиерот Николовски. Тој појасни дека ако ние имаме автопатско поврзување кон Бугарија, а тие немаат, тогаш нема поента Македонија да гради автопати. А исти е случајот и со брзата пруга. Во однос на железничката инфраструктура, односно изградбата на пругата, работите заглавија во сомнително одбран изведувач и лошо испроектиран тунел. Првиот дел од пругата Куманово Белјаковце во должина од 31 км е речиси готова, додека од Куманово до Крива Паланка работите се одвиваат доста поспора, а според министерот за транспорт проблем е во изведувачот. Тој го повика јавното обвинителство да истражи како е одбран и дали е манипулирано со должината на шини и со начинот на монтирање. Додека пак за третата фаза формирана е комисија со Бугарија за да се испроектира потенцијалниот тунел што треба да ги спојува двете држави, но работите очигледно заостануваат од бугарска страна. Николовски повика тие да си го завршат својот дел од работата и да се спојат до граница. Се соочивме со ситуација да требаше да Македонија потроши 560 милиони евра, повторувам 560 милиони евра, за 24 км пруга, Б категорија, која што ќе оди со 60 до 80 км на час, која што требаше да заврши во слеп тунел, кој што веројатно немаше ни слеп да биде, затоа што инженерски невозможно да се изработи тунел до пола, се работи за цевка на пола не можете да запрете. Инаку во Македонија пред 2 месеци стартуваше реконструкцијата на граничниот премин Деве Бајр, со кој според најавите до нова година ќе има нов експресен пат. Во завршна фаза е изградбата на Ранковце Крива Паланка, а се проектира и нова траса со цел поврзување од Куманово до Ранковце. Со ова од Скопје до Деве Бајр ќе се стигнува за околу 1 час.